Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Општина Тетово ја разгледува можноста јавното предпријатие Градски паркинг да биде дадено под концесија преку моделот на јавно-приватно партнерство. Инспекторите казнија 53 трговци кои не ја почитувале владината одлука за ограничени цени. Сто 32 пречекорувања на максимално дозволената брзина биле откриени и санкционирани во вчерашната акцијска контрола за брзина со која се движат возилата. Општина Тетово ја разгледува можноста јавното предпријатие Градски паркинг да биде дадено под концесија преку моделот на јавно-приватно партнерство. Денес во општинската сала се одржа јавна дебата за физибилити студијата за оваа цел. Физибилити студија за оправданоста на доделување договор за воспоставување јавно-приватно партнерство за давање на услуги за паркирање во општина Тетово, кој се остварува како концесија за јавна услуга, денес беше презентирана пред вработените и општинската администрација. Проектот анализиран за оваа студија ги опфаќа активностите за финансирање, реконструкција, управување и одржување на јавните површини паркинзи и наплата од паркирањето. Граѓаните се оние кои што треба да ги уживаат бенефитите и корисноста од овој договор. Граѓаните треба да почувствуваат визуелно, треба да почувствуваат по сопствениот джеп, треба да почувствуваат повеќе прибрани приходи во општинската каса, треба да почувствуваат повисок квалитет од услугата. Така е моделирано, такви се предпоставките, такви се пресметите. Имајќи го се тоа во предвид, неколку нормативни работи. Значи, општината, како јавен партнер во целава работа, има обврска врз основа на закон да извршниот орган на општината побара од собранието на општината, тоа е советот, да побара приказна во смисла. Ние веруваме врз основа на сите информации и пресметки кои што ги направивме, веруваме дека ова најдобар инструмент во дадениот момент, тоа не значи дека за година време така ќе биде. Ама сега во овој момент со сите расположени информации, добро е да одиме со инструментот на концесија, затоа што имаме одредени планови со паркинзите во општина Тетово. Не само како основно средство паркинзи, не само како програма на општината за зголемување на бројот на паркинг места, туку за подобрување на квалитетот на самата услуга. Градоначалникот Билјалка Сами вели дека ваквиот чекор е оправдан, затоа што со тоа би се подобриле услугите на јавното предпријатие за паркинзи, затоа што општината не може да инвестира поради лошата финансиска состојба. После тоа ќе се продолжи во дискусија во Советот на општина Тетово, каде се надеваме од кога ќе го помине и тој филтер, ќе продолжиме понатаму со процедурите за избирање на приватен партнер кој ќе инвестира во паркинзите во Тетово со цел да имаме повеќе паркинг места и во подобри услови. Тоа е една од процедурите кои ние продолжуваме да избереме приватни партнери, се со цел да побрзо и поефикасно ги реализираме нашите обврски, односно услугите кон граѓаните да ги реализираме во најдобро и најбрз можен начин. Имајќи предвид дека општина Тетово се уште е во тешка финансиска ситуација и дека немаме и кој знае каква поддршка од централните институции, ние се определивме за овој модел да прибереме приватен капитал со кој побрзо ќе може да ги решиме проблемите на граѓаните и да ги дадеме услугите кон граѓаните најдобар можен начин. Инаку Градски паркинг е единственото јавно предпријатие кое во моментов работи со позитивно салдо.
Министерот за здравство Фатмир Меджити најави дека од следната година клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје ќе функционира само со еден директор кој ќе ги раководи сите клиники. Меджити во одговор на новинарско прашање се осврна и на секојдневниот хаос со паркирањето во клиничкиот комплекс. Првиот ден работам, значи напорно за овој проблем и тој проблем ми е најгорливата мака што сакам да го решам како кабинет, како министерство да го решиме, една за секогаш да се постават работите како што требат на клинички и да функционира многу по-лесно, по-адекватно и по-ефективно да биде. Значи информацијата е готова во договор со Фонд за здравствено осигурање. Значи знаете почетокот на годината е после новата година и сите пресметки се прават тогаш и најверојатно се очекува значи од 1 јануари 2024 да почне да функционира еден клинички центар со еден генерален директор или како ќе бидат модалитетите, за тоа ќе се договориме. Да, информацијата на влада ви е помината или се уште не е претендирана? Не е пратена од наша страна, значи ни се последните подготовки, значи ја спремаме како што треба и ќе биде значи пратена информацијата кога ќе мислиме дека е моментот. До нова година имаме време, така нема да брзаме со тоа. Значи и така не можеме сега на сред година за Фондот за здравствено осигурање ќе има се отварат други проблеми, ќе има последици, затоа од 1 јануари 2024 мислам дека веќе ќе имаме еден клинички центар кој ќе функционира како што треба со цел значи пациентите да добиват подобра здравствена услуга, а и здравствените работници да функционираат полесно. Верувајте, од првиот ден, веќе 80 дена како министер со кабинетот, работиме не на едно прашање, на сите прашања, на сите проблеми. Од првиот ден го кажав и тоа, ми беше фокус паркингот, не дека сум министер по инфраструктура, но мора тоа да се реши, тоа е ликот на нашата држава и како нас, како луѓе. И тоа е срамота што се случува во клинички центар. Но заради тоа, нели кажав неколку пати до сега, не превземавме само тие мерки, имаме и други мерки и дисперзирање, што кажав, на некои си нели обврски од специјалистите, од лекарите, од конзилиарните терапии, се тоа ќе се препишува кај матичните лекари со цел да нашите граѓани не доаѓаат до Скопје, што значи од Кочани некој пациент или од Струга треба да стане во 5 наутро, да троши 2000 денари, да троши цел ден, да изгуби работен ден, што многу значи во секојдневното работење и да дојде до Скопје. Зашто? За еден рецепт. Ова била голема глупост. Инспекторите во земјава казнија 53 трговци кои не ја почитувале владината одлука за ограничени цени. Во период од 15 до 21 мај на територија на Република Северна Македонија Државниот пазарен инспекторат извршил над 600 надзори. За време на надзорите констатирани се неправилности, зашто се издадени над 110 прекршочни платни налози во вредност од над 2.660.000. И тоа по Закон за трговија, Закон за финансиска дисциплина, Закон за заштита од пушење, Закон за гостителска дејност, Закон за туристичка дејност, Закон за забрана и спречување на вршење нерегистрирана дејност, Закон за заштита на потрошувачи и Закон за енергетика. Покрај овие надзори, Државниот пазарен инспекторат постапува и по одлуките донесени од страна на владата, кои се однесуваат на замрзнување на цените, одредување на највисоки цени на одделни производи во трговија на мало, како и обврска на увозниците и на трговците да доставуваат стоки по претходно утврден редослед. По овие одлуки во горе наведениот период извршени се над 170 надзори, а издадени се 53 прекршочни платни налози во вредност од над 1.150.000 денари. Од Државниот пазарен инспекторат информираат дека сите економски субјекти имаат можност да си ги платат прекршочните платни налози или да го остварат своето право доколку имаат забелешка во судска постапка. Инспекторите кои што констатирале прекршок кај економските субјекти ќе се појавуваат на судските рочишта и ќе ги застапуваат и бранат законите по кои што ги констатирале прекршоците. Инспекторатот ги повикува граѓаните да го информираат за забележаните неправилности во работењето на трговците.
Во пресред на летната сезона и зголемениот број патници на граничните премини, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во одговор на новинарско прашање рече дека се прават подготовки за инфраструктурно проширување на границите, зголемување на персоналот на премините и употреба на нов софтвер кој ќе го скрати времето на чекање за влез или излез од државата. Доаѓањето на летната сезона ќе го зголеми бројот на патници кои што сака да преминат, транзитираат или да дојдат на територијата на државата. Минатата година имавме зголемување за 50% на патници во споредба со претходните години и тоа представува сериозен предизвик за сите институции, заради тоа што мора да се подготвиме согласно зголемувањето на бројот на движење и да ги подготвиме и нашите капацитети. Вие знаете дека во моментот се работи на инфраструктурно подобрување, односно ширење на граничните премини, пред се на граничниот премин Табановце, така да сите можности кои што стоја на располагање од градежни зафати беа превземени согласно заклучоците на влада, се со цел да се подобри протокот на патници, се зголеми бројот на полициски службеници кои што ќе работат на граничните премини. Заедно работиме со Министерството за внатрешни работи на Република Србија на создавање на посебен софтвер кој што исто така ќе овозможи или ќе го скрати временскиот рок на поминувањето и контрола на граничните премини, така да ние се подготвуваме максимално и за граничниот премин Табановци и Богородица, меѓутоа и за меѓународниот аеродром, за да сите заедно допринесеме да гужвите бидат што е можно помали, иако најдоброто решение за немање гужви на граници е членството во Европска Унија. Нема подобра придобивка за граѓаните отколку да едноставно немате граници. Тоа е процес кој што е пред нас, меѓутоа процес кој што е многу важен. И кога се разговара што значи Европската Унија, да не живееме во имагинарни слики. Европската Унија значи да ги немаме редовите на граници, туку да бидеме отворени како што се европските држави. Во продолжение ви ги пренесуваме информациите од најновиот билтен на СВР Тетово. Вчера во 15 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавено е дека на регионалниот пат Гостивар Кичево во близина на Средковски мост се случила сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички моторни возила со скопски регистарски ознаки. Hyundai, управувано од 56 годишниот ШС од Тетовско Рогле, и Volkswagen Golf што го управувал 55 годишниот љС од Скопје. Во несреќата возачот ШС се здобил со тешки телесни повреди, а љС со телесни повреди констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат, каде биле пренесени за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 16 часот и 20 минути со судска наредба привеле 35 годишен гостиварец за издржување на затворска казна во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово, а набргу потоа бил испроведен во оваа установа. Вчера вечер во 21 часот полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 37 годишен гостиварец кој претходно бил пријавен од неговата 38 годишна сопруга дека на улица Живко Брајковски во Гостивар физички ја нападнал. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. 49 годишникот Гостиварско Врапчиште вчера во 22 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека на локален пат во селото неговата малолетна ќерка била касната од куче скитник. Полициски службеници на СВР Тетово вчера во 10 часот и 10 минути го лишиле од слобода 33 годишниот тетовец Дж и поради сомнение за негова инволвираност во насилство пријавено на 9 мај годинава од страна на 24 годишниот тетовец Аја, кое се случило во спортска обложувалница во Тетово на 22 април 2023 година. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 10 часот и 20 минути лишиле од слобода 38 годишникот Тетовско Слатино. При претрес, извршен со судска наредба, во неговиот дом биле пронајдени марихуана, дигитална вага и метална дробилка. По целосно документирање на случајот на Ј.И. ќе му биде изготвен поднесок. Вчера околу 15 часот со судска наредба полициски службеници на СВР Тетово привеле 49 годишен тетовец за издржување затворска казна во казнено-поправната установа затвор Тетово во Тетово. Нешто подоцна лицето е спроведено во оваа установа. Вчера околу 20 часот и 30 минути на улица Браќа Миладинови во Тетово полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 27 годишен тетовец затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола за брзина со која се движат возилата, при која вкупно биле откриени и санкционирани 132 пречекорувања на максимално дозволената брзина. Вчера од 11 до 17 часот на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола за брзина, со која се движат возилата, а во која вкупно биле откриени и санкционирани 132 пречекорувања на максимално дозволената брзина, од кои 103 биле надвор од населено место, 38 во Тетовско и 65 во Гостиварско. 4 од нив биле за над 70 км на час, а 22 пречекорувања од 50 до 70 км на час. Покрај ова, санкционирани биле и 29 пречекорувања на пропишаната брзина во населено место, како и 7 други видови сообраќајни прекршоци. СВР Тетово апелира до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот, посебно на автопатот Гостивар Тетово Скопје, но и воопшто, односно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Утре со почеток од 19 часот во музеот на Тетовски крај поранешен дом на Арама ќе биде представена изложбата Го сакам Охрид, ама го љубим и тето на охридјанецот со тетовско потекло Ѓоко Симјановски. На изложбата ќе може да се погледнат дела со мотиви од тетовската и од охридската архитектура и знаменитости. Во петок на 26 мај со почеток од 19 часот во музеот на Тетовски крај поранешен дом на Арама ќе биде представена изложбата Го сакам Охрид, ама го љубим и тето на охридјанецот со тетовско потекло Ѓоко Симјановски. Во рамки на изложбата ќе може да се погледнат повеќе дела изработени во пастел техника со мотиви од тетовската и охридската архитектура и знаменитости. Изложбата има еден мощен специфичен наслов со кој што сакав да ги спојам Охрид и Тетово. Значи, а причината е тоа што сум јас половина тетовчанец. Мајка ми е тетовчанка, беше тетовчанка, а татко ми е охриđанец од Охрид. И од секогаш сум сакал да направам еден спој меѓу Охрид и Тетово. И ми падна идеја насловот на изложбата да биде токму таков. Го сакам Охрид, ама го љубим и Тетово. Сега, на изложбата ќе бидат изведени негде изложени негде околу 40-45 мои пастели со мотиви охридски и мотиви тетовски. Со тоа сакав да направам еден спој на две убавени, на два градови кои што имаат своје кале. Авторот на изложбата Ѓоко Симјановски по професија е електроинженер, веќе во пензија, а како голем љубител на уметноста. Во своето слободно време се занимава со цртање и сликање. Во Тетово за прв пат во петок преку изложбата ќе ја презентира својата работа. Ова е прв пат што излагам во Тетово, до сега ја направив неколку изложби. Мојата прва изложба ја направив таму некаде пред 25-6 години во Охрид и тогаш имаше наслов изложбата Охрид, Охрид, убав мил, според една стара охридска песна. Потоа истата изложба беше поместена во Кичево истата година и во меѓувреме творев, меѓутоа не излагав, само на неколку групни изложби кои што беа, да речеме, во разни прилики. А ова година, некаде таму во февруари, во едно кафуле, кое што се наоѓа под Самуиловите тврдини, направив еден експеримент и направив една изложба
а не секојдневна, излагајќи 32 портрети на холивудски стари филмски звезди. Беше мощно интересен и амбиентот и изложбата. И веднаш потоа се зафатив со подготовката за ова изложба, бидејќи уште од порано имав покана од моите роднини да направиме нешто вакво во градов. Ѓоко Симјановски роден е во Скопје во 1947 година. Како електроинженер работел во ЕМО Охрид од 1971 до 1978 година, а продолжил во Завод за урбанизам и архитектура до пензионирањето во 2011 година. Освен во струката, како надворешен соработник, работел во Радио Охрид и телевизија ТВМ Охрид. Има учествувано на голем број ликовни колонии и групни изложби. Активен член е на фотоклубот Охрид веќе 10 години, со учество на сите годишни изложби на клубот. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно.